Ќерката на Таки Фити, Нина Фити, од страна на владата испратена да работи во Светска банка во Вашингтон, како представник на Република Македонија. Ова се информациите кои ги добивме. Но засега владата не одлучи да и соопшти на јавноста кој е новиот представник на земјата во Светска банка. Вработувањето на Нина Фити коинцидира со менувањето на ставот на Таки Фити во однос на промената на името на Република Македонија. Академикот Фити, кој беше изразито против промена на името на државата и промена на уставот, го нарекуваше обезличување на македонците. Наеднаш го промени својот став и промената на уставот за него стана разбирлива и прифатлива работа. Ерга омнес, односно име за севкупна употреба, никако не смее да се прифати, бидејќи тоа значи менување на уставот. Тоа носи обезличување на македонците и редентизмот не може да биде оправдување за менување на уставот. Нашата влада ќе мора да се избори за решение да не биде за севкупна употреба, ако сака тоа да биде достоинствено решение. Менувањето на уставот и име за севкупна употреба ќе биде опасна ситуација, кажа Фити на 12 јуни оваа година. Потребни беа само 3 месеци. Академикот Фити диаметрално да го промени својот став, па на 11 септември оваа година во однос на промена на името, истиот кажа: постигнатото е она што беше релевантно за Ману. Тоа се идентитетските прашања, јазикот, нацијата, културата, тоа се економските придобивки кои Република Македонија ќе ги има од склучувањето на договорот. Владата е должна да одговори дали Нина Фити е вработена како представник на Македонија во Светска банка. Дали вработувањето и испраќањето на ќерката на Фити од страна на владата како нејзин представник во Светската банка во Вашингтон е главната причина на диаметрално спротивниот став на академикот. Заев и Фити мора да одговорат дали испраќањето на Нина Фити е цената за позитивниот став на академикот Фити кон капитулантскиот договор, за кој самиот го кажуваше дека ќе доведе до обезличување на македонците. Почитувани, власта потроши големи пари и ресурси за промоција на капитулантскиот договор со Грција, кој доби црвен картон од граѓаните. 1.200.000 граѓани кажаа не. И кажаа не генерално за штетните политики на СДСМ. Граѓаните без оглед на притисоците, заканите, обидите за подкуп и полнењето на кутии кажаа не за промена на името. Граѓаните кажаа дека не се согласуваат со договорот на Заев. Договорот од Преспа е правно и политички мртов. И Заев треба да се откаже од негово насилно туркање. Време е Заев и последните транзициони политичари во Македонија да заминат во трајна политичка пензија. Македонија секако заслужува подобро.